Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа дека има визија и дека знае да обезбеди стабилна, безбедна и просперитетна иднина. Изминативе 3 години донесовме тешки, паметни и храбри одлуки со кои ги отворивме портите на НАТО и Европската Унија. Денес сме известна 30-та земја членка на НАТО алијансата, најмојкниот безбедносен сојуз во историјата на човештвото. Тоа, освен што значи безбедност и стабилност, носи и повеќе пари и бенефити за граѓаните. Само за една година, откако ја добивме поканата за членство во НАТО, странските инвестиции достигнаа рекорден износ зголемен за над 300% во споредба со оној од 2017 година. Довербата во македонската економија е вратена и тоа го потврдуваат и растот на извозот и растот на индустриското производство. Членството во НАТО за нашата земја отвора и многу други можности. Веќе од оваа година се отвора пазар вреден 4 милијарди евра годишно за нашите компании. Агенциите на НАТО за услуги, набавки, информатика и комуникации стануваат достапни за сите македонски компании да конкурираат и да ги пласираат нашите домашни производи. Почитувани, политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и председателот Зоран Заев го отворија и патот на Република Северна Македонија кон Европската Унија. Денес сме чекор поблиску до почеток на преговорите со Унијата. Последниот извештај на Европската комисија потврдува дека сме на правиот пат. Нотиран е нашиот напредок во сите области, во правосудството, во борбата против корупцијата, во реформата на безбедносните служби и реформата на јавната администрација. Тоа го признаваат сите. Само Мицкоски и ВМРО ДПМН се противат. Мицкоски и ВМРО ДПМН се за изолација и уназадување, ние за интеграција и напредок. Тие чекор назад, ние 3 напред. Дотолку се против напредокот, што и извештајот на Европската комисија Мицкоски го прогласи за лажна вест. Од толку ширење лаги, ВМРО ДПМН и Мицкоски веќе не знаат што е вистина, а што не е. Затоа се осамени во матрицата на деструкција, блокади и изолација и затоа ќе изгубат на 12 април. Почитувани, колку и да не им се допаѓа на Мицкоски, докажавме дека со СДСМ, НАТО и Европската Унија се реалност. Сега е важно да продолжиме напред, уште посилно и уште подобро, и на следните избори да избереме парламент и потоа влада кои стабилно ќе ја раководат државата кон сигурна иднина. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да отстапи од градењето европска иднина за државата. Имаме визија, храброст и одлучност да продолжиме по правиот пат и тоа ќе го сториме. Ви благодарам.